секогаш, бар ја лично и мојато е дека Чебрен би требало да го гради Македонија или ако има или најде партнер со сопствено изгради, барем со 51% да биде сопственик во изградбата на Чебрен. Сега ќе се појава дилеми, дали да бил тој 140 метра, 190 метра, дали да има брана, скочивир или да нема, тоа се мали варијанти во тоа. Проблемот е во даден момент дали владата ќе реши, кога ќе реши, како ќе пристапи и во кој момент ќе пристапи за изградба на овој капитален објект за Македонија од посебна важност. Едно би кажал, дека во многу материјали што се објавуваат од колеги што пишуваат, економичноста на системот на Чебрен ја гледат преку таа колку можел да произведе. Те ќе биле 300 мегавати, па можел само не знам колку гигавати да направи преку покривање на овие вишоци на електрична енергија, да направи акумулација на електрична енергија. Јас од секогаш велам и така и Македонија мисли кога го пријави. Тоа е водостопански објект. Чебрен е пред се проект што се прави да имаме вода за следните после 10, 20, 30 години, кога навистина со сите показатели се очекува дека ќе биде некој сушен период. Таа вода ќе биде тогаш многу вреден ресурс за напојување на полето Тиквешко, па може на Кегеле. Тоа треба да биде водостопански објект. Да се направи, да се оживее регионот во Мариово. Затоа што таквото езеро, да ви кажам, ако се направи, утре може да окрстиме Чебренско езеро или Мариовско езеро и да стане едно второ Мавровско езеро. Знаете, кога почна Маврово беше ништо, денеска е ресорт. Кратко, верувате ли дека ќе се реализира овој проект сега? Апсолутно верувам дека ќе се реализира. Со домашни ресурси или со кредит? Дека ќе учествуваат се живо што може да работи, ќе се вклучи во изградбата. И јасно е дека веројатно и целата таа градежна оператива сама нема да може ќе треба помош, особено во специализирана опрема. Таму ќе треба да испорачувате бетон на височини од по 200 метри, да истурате бетон по неколку тони. Сето тоа ќе треба да се изнајми, да се купи нова опрема и да се ангажират специализирани тимови за некои работи, но организацијата, споредување на тоа, треба да го води Македонија, може да ангажира екипа која што може да биде надзор, проектантно, да биде целото тоа јас морам да биде собственост на Македонија. Да остане собственост во следните, да не кажам векови, аме барем за еден век да биде, и убеден сум дека таа вода некојаш некој ќе ја благословува, што било направено за тие што влегле во изградба. И мислам дека нема инженер во Македонија што не сакат да се изгради Чебрен. Чебрен ќе биде реверзибилна централа, не е пумпно акумулациона. Експертите ќе разберат која е разликата меѓу тоа. И мислам дека ќе придонесе за развој на Мариово, еден дополнителен развој и враќање на луѓе во тој регион.